Добре, денеска сме во Валандово, едно од најубавите места во ова наша прекрасна Македонија. Важеше за едно од најразвиените места во југоисточна Македонија, ако не и во цела Македонија, по глава на жител. Овде жубореше животот порано кога се доаѓаше, а тоа не е многу далеко. Тоа е пред 15, пред 20 години, кога беше полно со млади луѓе. Чаршијата живееше, луѓето вадеа од земјоделие, имаше живот. Денеска Валандово, за жал, е едно од местата каде што младите најмногу го напуштаат. Младите порано заминуваат до Скопје, ама се враќаа овде. Денеска се насекаде по Западна Европа, еве кажуваат луѓето дека 60-тина, 70-тина млади луѓе отишле за Ирак, заминуваат насекаде по белиот свет, за да може да го организираат својот живот надвор, далеко од своите домашни огништа. Ова мора да застане во Македонија. Вака ниту народот има иднина, ниту земјата наша има иднина. Конечна цел мора да ни биде парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Сето тоа што се случува е од ова пуста немаштија, сиромаштија која што владее насекаде ширум цела Македонија. Јас денеска од Валандово ќе кажам само една од нашите мерки која што има за цел да ги враќа парите назад кон граѓаните. Покрај она за што многу често зборуваме, а тоа е минималната плата од 12.000 за 4 години да ја дигнеме на 16.000. Просечната плата да биде 30.000 денари. Во едно семејство просечно да има плата од 1000 евра или 60.000 денари. Но не смееме да останеме на тоа. По сите можни основи треба да ги враќаме парите назад. Една од најважните мерки која што веднаш после 11 декември ќе биде донесена од страна на собранието и имплементирана од страна на владата, ќе биде враќање на 15% од данокот на додадена вредност. Сите ние граѓани плаќаме секој ден за се што значи наш живот. Секаде го плаќаме данокот на додадена вредност. Ако потрошите 1000 денари, имате 180 денари ДДВ внатре. Ние предлагаме 15% од тоа ДДВ, што го има на секоја сметка. За вода, за храна, за облека, за струја, за се што плаќаме. 15% да се врати назад кон граѓаните. Тоа ќе обезбеди годишно 30.000 денари уште една плата повеќе во секое семејство. Со тие пари граѓаните може да си платат давачките, трошоците, извршителите, кредит да вратат или дел од кредит да вратат, да купат нова соба на младите дома, може да платат годишен одмор. 30.000 денари секое семејство ќе има дополнителен приход. Тоа е една мерка која што е примената во некои земји и дала одличен резултат. Покрај другите мерки за враќање на парите назад кон граѓаните, оваа мерка навистина ќе даде одлични резултати и ќе биде за секој граѓанин во нашата Македонија. Реализацијата е преку платежната картичка. Кога плаќаме во дуќанот, кога плаќаме во земјоделската аптека, во бутикот, само ја даваме платежната картичка и таа ќе го инкасира данокот кој што секој го враќа. Со тие пари граѓаните може да купат се што сакат за потребите на домаќинството. Покрај праведното оденачување кое што ќе воведе по слабите доходовно семејства да плаќат помали даноци, побогатите да плаќат поголеми даноци. Мораме да направиме правично општество. Социјално најзагрозените да ги ослободиме од комуналните давачки. Тие што се најсиромашни, целосно да ги ослободиме од давачките. Мораме пополека да вратиме равноправност во економскиот живот на граѓаните. Тука се многу луѓе околу мене кои што се сеќават на социјализмот, кога средната класа беше доминантна, кога луѓето не беа многу богати, но имаа доволно за достоинствен живот, имаа доволно да ги прехранат своите деца и да организират убаво образование, среќни семејства, напредна младина. Тоа мора да биде нашата цел. Мораме да го вратиме животот во нашата земја. Се изгуби животот во Македонија. Тоа мора да биде цел на сите граѓани во Република Македонија, а јас го најавувам како шеф на опозицијата, веднаш после победата, да биде наше секојдневие. Овие наши граѓани кои што заборавија да се смеат, наша обврска ќе биде да им ја вратиме насмевката. Благодарам.